Исти продукции, исти луѓе секогаш избирани на конкурсите во Агенцијата за филм. Затворен круг кој се состои од само 5 најдебело финансирани продукции. До сега се офајдел 666 милиони денари, односно безмалку 11 милиони евра, народни пари. Меѓу нив Скопје филм студио на Томи Салковски, Црна мачка на неговиот внук Кристијан Буровски, Лист продукција на Марија Димитрова, партнерка на Игор Иванов Изи, Сектор филм на Владимир Анастасов, како и сестри и брат Митевски на семејството Лабина, Теона и Вук Митевски. Она што ги спојува дел од овие продукции се роднински или бизнис релации со оние во Агенцијата за филм кои одлучувале кому ќе му бидат доделени пари. Политички врски со претходната власт, со години неемитување на филмски дела кои биле снимени со средства од државниот буџет, па дури и успеси на конкурси за трошење народни пари, користејќи фалсификат документи. Истражувањето на Алфа покажува дека на конкурсите на Агенцијата за филм најголем дел од колачот секоја година оделка истите луѓе. На еден ист конкурс, овие продуценти често добивале финансиска поддршка и за повеќе од еден проект, а ако не успеале да се пригребат до народни пари во првиот повик, Агенцијата не заборавала да се коригира и да им додели пари подоцна во годината. Според Министерството за култура, тоа се случувало затоа што во филмскиот фонд имало судирни интереси. Ваквите постапки упатуваат на очигледна селективност при постапувањето на управниот одбор на Агенцијата за филм, при носењето одлуки кои се однесуваат на различни продуцентски куки, со што се нарушува основниот принцип на еднаква примена на законите кон сите продуцентски куки. ТВ Алфа дојде и до документи од Министерството за култура, во кои стои дека во Агенцијата за филм, додека со неја директорувал Бојан Лазаревски, еклатантно се прекршувале законите и оти постои сомнение за кривична одговорност. Во 2022 година Агенцијата за филм, по конкурсите за финансирање на филмски проекти од национален интерес, распределила средства во износ од 330 милиони 906.250 денари, двојно повеќе од средствата предвидени за филмска дејност во буџетот, со што не само што го оштетиле буџетот, туку го загрозила остварувањето на филмската дејност во следните 5 години. Освен продукциски куки кои се под сомнеж дека незаконски добивале народни пари, Министерството за култура утврдило и делење на буџетот по фестивали, за кои во Агенцијата за филм постоел судирни интереси, како Златна рамка, или пак фестивали кои трошеле пари спротивно на договорот, а институцијата не мрднала со мал прст, како браќа Манаки. Под сомнение е и Друштвото на филмски работници, кои според култура немаат оправдание како потрошиле 3 милиони денари, бидејќи 2 години поред до агенцијата не доставувале извештаи за парите кои им биле доделени.